Драги ученици, добар ден и добре дојдовте во училницата на часот по македонски јазик и литература. Јас сум Јасминка Видевска, професорка по македонски јазик и литература во гимназијата Јосип Броз Тито од Скопје. На денешниот час ќе се запознаеме со наставната содржина фигури на значењето тропи. Целите на часот се следни: да правите разлика меѓу фигурите на значењето и начинот на нивното поврзување, да ги примените тропите во стилското изразување и да умеете да конструирате литературни форми со употреба на фигурите на значењето. Да се потсетиме што се стилските фигури. Стилските фигури се јазични средства со кои се остварува сликовито изразување. Тоа може да бидат гласови, зборови, изрази што се забележливи во говорот, односно што го привлекуваат нашето внимание. Некогаш со сликовитоста, некогаш со звучноста, емоционалноста и така натаму. Во реченицата, кога ја слушна убавата вест, таа многу се израдува, зборовите го задржале своето основно значење и оваа реченица е стилски неутрална. Меѓутоа, во реченицата, кога ја слушна убавата вест, таа леташе од радост. Нашето внимание го привлекува зборовниот состав леташе од радост. Во исказот, а воздухот вознемирен се одзвивал од врева. Забележуваме една несекојдневна звучност на зборовите, која што произлегува од зачестената употреба на согласката В. Стилските фигури имаат нагласена естетска функција, која преовладува над нивната основна содржинска функција. Меѓутоа и покрај тоа, тие не треба да се сметаат за украси на говорот, туку треба да знаеме дека во нив се сублимирани идеите и мисловно-сликовните содржини на делот. Употребата на стилските фигури е присутна во сите сфери на човековото општење. Тие се присутни и во јазикот на секојдневната комуникација, меѓутоа тука тие добиваат некое точно определено и општо познато значење. Знаеме ние да кажеме тоа е глава на семејството. Зборот глава го употребуваме со значење на некој што ги носи одлуките во семејството. Или пак кога велиме умирам од досада, преносно сме го употребиле зборот умирам и сме добиле значење на исказот дека премногу ми е здодевно. Употребата на стилските фигури особено доаѓа до израз во уметничката литература, каде што секој автор се стреми кон оригинална и неповторлива употреба на јазичните средства. Стилските фигури, во зависност од изборот и од употребата на јазичните средства, се делат на две групи: фигури на значењето тропи и фигури на формата нетропи. Фигурите на значењето или тропи подетално ќе ги разгледаме на овој час. Тропите се јазични средства, зборови, што се употребуваат со преносно значење. Всушност, и нивното име потекнува од старогрчкиот збор тропос, што значи обрт, одстапка. Кај нив значи доаѓа до одстапка од основното значење на зборовите и тие добиваат некое ново, преносно значење во согласност со нивната употреба во определен контекст. Пример. Во реченицата низ долината тивко спокојно течеше малата река. Зборот река сме го употребиле во неговото основно значење со кое што тој збор се среќава во речникот. Во реченицата река од солзи и течеше по лицето. Преносно значење има зборот река во овој случај и тоа преносно значење како се добива? Преку споредба на два поими од стварноста што се слични меѓу себе според некој признак, според некоја особина. Реката и течењето на солзите овде се слични според обемот или количеството што го има реката. Тропите, како фигури на значењето, може да бидат од различен вид и во зависност од видот на принципот, врз основа на кој се врши пренесувањето на значењето, тие се делат на различни групи. Разликуваме следните фигури на значењето или тропи: епитет, метафора, метонимија, синекдоха, иронија, сарказам, персонификација, перифраза, хипербола, литота, споредба, оксиморон и други. Метафората е основна тропа. Метафората значи промена на основното значење на зборовите, замена на еден збор со друг по пат на некоја сличност. Зборовите врз кои се пренесува значењето го губат своето основно значење и добиваат дополнително преносно значење. Метафората уште се нарекува и скратена споредба,
бидејќи во неа отсуствува споредбеното зборче како или ко. Ако компарацијата можеме сликовито да ја представиме преку равенката А е како Б. И сега еве може да дадеме пример за компарација. Вишните гори се како соседки на звездите. Се споредуваат вишните гори со звездите, со соседки на звездите. Тогаш равенката преку која што може сликовито да ја представиме метафората би била А е Б, А цртичка Б или само Б. Ќе дадеме примери. Вишните гори се соседки на звездите, А е Б, вишните гори цртичка соседки на звездите или соседки на звездите, да стои само вториот член. Во функција на метафора може да се јави секоја форма. Може да биде тоа глагол, прилог, именка, придавка. На запад догорува денот. Метафората е изразена преку глаголот догорува. Или сонцето крваво зајдува. Метафората е изразена преку прилогот крваво. Ако метафората е представена преку еден збор, таа е проста, а ако е составена од повеќе зборови, таа е разгранета. Во следниот пример имаме случај на разгранета метафора. Се знае какви се нашите возови, исповедалници на тркала, штом еднаш ќе се заврзе муабет. Исповедалници на тркала е метафората, која што е разгранета бидејќи се состои од повеќе зборови. Епитетот, како стилска фигура тропа, е истакнување на особина на некој поим во определен контекст. Тој се одликува со нагласена сликовитост. Епитетот најчесто е придавка и стои до именката која ја појаснува. Што си ти застаната со спокој темен? Епитетот темен стои до именката спокој и ја објаснува. Во функција на епитет може да се јави и именката кога е во служба на атрибут. Ако кажеме среде дожд куршуми, сме го употребиле епитетот дожд, кој што ја појаснува именката куршуми. Постојат и така наречени постојани епитети кои што се специфични за народната литература. Пример, гора висока, поле широко, црна земја, јасно сонце. По состав епитетите може да бидат прости, ако се составени од еден збор, пример заробена убавина, и сложени ако зборот е изграден од два составни дела, како на пример победоносна песна, полињата житородни. Следната тропа е метонимијата. Метонимијата е преносна употреба на зборовите врз основа на зависна врска меѓу поимите од стварност. Станува збор за некој логички однос на допир, некоја поочигледна блискост меѓу двата поима што се споредуваат за разлика од метафората. Примери за метонимија. Градот беше разбеснет. Велиме градот, мислиме граѓаните. Сето село беше излезено пред порти. Велиме сето село, мислиме на селаните. Стадо в кавал заљубено, вели поетот Матеа Матевски. Кавалот стои наместо музиката од кавалот. Во функција на метонимија се јавува само именка или состав од именка и придавка. Синекдохата е замена на поимите врз основа на начелото дел наместо целост, еднина наместо множина. Пример, немаше таква рака што можеше да го запре. Зборот рака како дел стои наместо зборот човек. Повеќе глави се помудри. Зборот глави стои наместо именката луѓе. Или пак, скршена пара немам. Овде имаме еднина наместо множина пари. Исто како што беше случај со метонимијата и синекдохата може да биде искажана само со именка или состав од именка и придавка. Споредбата или компарацијата е точно истакнување на сличноста меѓу два различни поима. Тоа точно истакнување на сличноста се врши директно преку употребата на споредбеното зборче како или ко, а во одредени случаи тоа може да бидат и некои други зборови. Слично, личи, налик, прилега, подсетува и така натаму. Пример. А Неда како кошута во дајата сигурна се качила. Неда, Григор Прличев, во својата поема Сердарот, ја споредува со кошута, преку употреба на споредбеното зборче како или ко. Или пак Ацо Караманов, во својата песна, го споредува небото со црвена кошула, преку употребата на споредбеното зборче личи. Хиперболата е истакнување на определен поим
преку зголемување, односно преувеличување на неговото значење. Во хиперболата обично се меша реалното со нереалното, а често знаеме хиперболично да се изразуваме и во секојдневниот говор. Пример, можеше со грб планина да урне. Или пак надворе потоп. Или пак Ацо Шопов во една своја песна вели: столетија јас тебе те чекам. Литотата е истакнување на определен поим преку намалување на неговото значење. Се употребуваат всушност едноставни изрази што содржат намалување на основното содржинското значење на зборот со цел да се убlaži таа негативна конотација која што тој збор ја има во својата вистинска смисла. Тоа се прави со негирање на спротивниот поим со употреба на негација. Така наместо да кажеме тој е стар, ќе го негираме спротивниот исказ од стар, па ќе кажеме тој не е млад. Наместо да кажеме тоа е лага, ќе кажеме тоа не е вистина. Иронијата е стилска фигура за која што важи мислата едно кажувам, спротивното го мислам. Наместо зборовите да се употребуваат во нивното основно значење, тие го добиваат спротивното значење и добиваат еден подвивен призвук исто така. Обично иронијата можеме да ја препознаеме само во конкретниот контекст и секогаш речиси преку употреба на одредена специфична интонација. Пример, баш убаво постапи. Сакаме да кажеме дека сторил нешто лошо. Или ме благослови. Сакаме да кажеме дека ме проколна. Сарказмот пак е цинично исмејување на некоја личност со наведување на особини спротивно од нејзините вистински особини. Сарказам добиваме кога иронијата станува всушност навредлива и во сарказмот веќе имаме некои чувства на омраза, на гнев, болка, незадоволство. Ако за некого велиме кроток е како јагне, а всушност мислиме дека тој е немирен, сме употребиле сарказм. Персонификацијата е пренесување на човековите особености врз други поими од стварност. Многу убави примери за персонификација има во современата македонска литература и воопшто во поезијата. Ќе дадеме некои од нив. И земјата дише во пролетна ситост. Каменот спие, водите спијат. Во април пролетта промена носи бела. И така натаму. Перифразата е заменување на еден збор или зборовен состав со описан израз што содржи одделни негови особености. Значи, се користат повеќе зборови за нешто што може да се искаже со еден или со помалку зборови. И при тоа тој описан израз е синонимен со заменетиот збор и е општо познат. Наместо да кажеме Австралија, ќе употребиме перифразата земјата на кенгурите, нешто што е препознатливо за оваа земја. Или наместо да кажеме пример, наместо да кажеме Прилеп, ќе кажеме градот на Крали Марко. Оксиморонот е поврзување на две крајно противречни појави што се исклучуваат една со друга. Мудра глупост, светла темница, света блудница. И како што гледаме од наведените примери, оксиморонот е изграден од придавка и именка. За да ги провериме знаењата што ги стекнавме овој час, ќе изработиме една вежба. Дадени ви се неколку стилски фигури тропи. Вие прочитајте ги внимателно, размислете и запишете за кои стилски фигури станува збор. Сопрете го видеото и изработете ја вежбата. Да ги провериме вашите одговори. Се залула оро, се заврте земја и чиниш се корне стресениот век. И околу трпна тридиштата темни и враќаат ек. Во овој случај употребена е стилската фигура хипербола, бидејќи гледаме дека сликата на орото е преувеличена, како да има моќ орото да ја заврти земјата, да ги направи ридиштата, да трпнат и така натаму. Вториот исказ, вториот пример, ноќта личи на бездушен пекол. Гледаме дека имаме директна споредба на ноќта со бездушен пекол преку споредбеното зборче личи. Значи, се работи за стилската фигура компарација. Во очиве зошто навирува река? Ако размислиме, ќе видиме дека преносно е употребен зборот река. И се наоѓа некоја сличност помеѓу реката и течењето на или навирањето на солзите во очите. Станува збор за метафора. Моето срце те проколнува.
преносно е употребено зборчето срце. Срце стои наместо јас. Делот стои наместо целината, затоа се работи за стилската фигура синекдоха. Само од себе огнот оган краде. Необична е употребата на зборот краде, бидејќи го поврзуваме со некој поим што не е човечко суштество со огнот. Значи употребена е стилската фигура персонификација. Таголика страдалницата е опишана преку еден сликовит израз таголик. Гледаме дека имаме сложен епитет. Го гледам тоа езеро, таа чашка на ридот. Со преносно значење се употребени зборовите чашка на ридот, преку кој што многу убаво е отсликано едно планинско езеро. Употребена е метафората. Многозборлива немотија. Немотијата е определена преку еден збор, една придавка која што е целосно спротивна со немотијата. Така што тука сме употребиле стилската фигура оксиморон. И јас копнеам гроб темен и студен, преносно е употребен зборот гроб, на местото на зборот смрт. Бидејќи е блиска врската меѓу тие два збора, логичка, станува збор за метонимија. И на крајот на часот, една домашна задача, напишете кус литературно-уметнички текст во кој ќе употребите стилски фигури и тропи и ќе го појасните воедно нивното значење и употреба. Темата и формата на текстот може да бидат по ваш избор. Почитувани ученици, јас ви благодарам на вниманието и се надевам дека на овој час успешно ја совладавме на новата наставна содржина.